Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, наместо инвестиции како што беа најавувани од страна на Заев, како што беа Google, Facebook и останатите, во реалниот сектор и отварање на нови вработувања, секојдневно гледаме како најатрактивен бизнис во Република Македонија е бизнисот со дрога и наркотрафикинг. 8,5 тони марихуана влезе во Македонија од афричка земја Лесото во вредност од десетици милиони евра, а власта пробува тоа да го сокрие. Но сепак се дознава и се дозна и за оваа работа која што се обиде да ја сокрие. Очигледно е дека единствена бизнис идеја во главата на Заеви е бизнисот со дрога, каде што се неприкосновени и стана најпознат наркокартел на Балканот. Од страна на оваа влада имаше хиперпродукција на над 50 на лиценци за одледување канабис и тоа само во последните 3 години од како СДСМ е на власт, каде што и апсени и осудувани шверцери на цигари како познатиот Боро Малборо, кој што беше нивни градоначалник од Ново село, добиваа лиценци за одледување на марихуана и на толкав обем на фирми, сепак сега гледаме дека некој увезува марихуана од афричката земја Лесото. Поочигледно е дека и хиперпродукцијата на лиценци била најверојатна за да се офајдат некои пајташи на СДСМ со парите за истите, а исто така и дека овие 8,5 тони марихуана знак прашалник е каде ќе завршат или пак каде завршиле до сега. Затоа Зоран Заев сака да донесе закон за извоз на цветот канабис, за да може да врши легален шверц, исти онаков шверц како што беа фатени неговите блиски луѓе од американската ДЕА пред само неколку месеци. Со тој закон само би се легализирал шверцот на марихуана кој онака го контролираат наркокартелот Заеви. И затоа повторно сега, овој период пред изборите, повторно Зоран Заев го поднесе законот со европско знаменце до собранието, каде што нема никаква европска вредност за да биде поднесен со европско знаме, законот за извезување на цветот канабис, но најверојатно според она што се говори низ круговите и кулуарите на луѓе кои што се занимаваат со тоа, повторно го поднесува за да може повторно да ги прати истите пајташи кои што им земале пари за лиценци, сега да им земат за пред изборите, а може да изврши подкуп. Повторно ќе потенцираме, Република Македонија стана најпогодно тло за шверц на дрога и тоа е благодарение на наркокартелот Заеви, кој што за жал е на власт, но набрзо ќе падне, и повторно потенцираме дека ВМРО ДПМН остро ќе се спротивстави и нема да дозволи да помине овој закон. Благодарам. Како ги оценувате антиковид мерките на владата со оглед дека се потенцира на репресивниот елемент наместо стимулативниот елемент на процесот на вакцинација и на ширењето на... Да, јас неколку пати говорев на оваа тема изминатите денови. Употребив еден термин кој што не ми е драго да го потребам на јавно пред граѓаните на телевизија, но повторно ќе го потребам. Се работи за многу глупави мерки, донесени од страна на Венко Филипчи и Зоран Заев и не знам уште кој таму ги носел, и најверојатно се носени од плажа додека биле на одмор. Не знаеле што да направат, ајде сега ќе тренираме фашизам врз граѓаните. Наместо рестриктивни фашистички мерки треба да имаат стимулативни мерки, тоа го говориме подолго време наназад, и затоа и оваа стратегија сега им е промашена како и стратегијата за справување со целата пандемија. Во однос на вакцинацијата и се останато, ние неколку пати повикуваме изминатиот период дека треба се набават вакцини, дека треба се вакцинираат луѓето и дека тоа е единствениот начин за да се справиме со пандемијата. Но исто така треба да се почитува и правото на избор на сите останати граѓани, бидејќи тоа е право на избор загарантирано со уставот на секој граѓанин. Никој не може да се однесува рестриктивно, односно фашистички кон останатите граѓани, бидејќи како што напомена во една прилика има граѓани кои што од X причини или медицински причини или се алергени и така натака не смеат да ја примат вакцината. Како тие луѓе ќе функционираат? И најголемата небулоза, не смеат да се движат невакцинирани луѓе, например во гостителските објекти, но оние кои што ги служат или кои што им подготвуваат храна може да бидат невакцинирани. Тоа е лудилото на Венко Филипчи и на Зоран Заев, каде што се гледа дека оваа мерка
ја смислувале на плажа, можеби со пиво во рака, и не размислиле на последиците кои што може да се случат. Така да уште еднаш ќе потенцирам ова глупава мерка и наместо рестриктивни фашистички мерки треба да има стимулативни како во европските земји за да може граѓаните да се стимулираат. Благодарам.